Разговараме со професор доктор Ванчо Узунов, универзитетски професор. Ве благодариме што ова утро дојдовте. Добро утро официјално. Добро утро. Во време кога светот се соочува со нов бран геополитички тензии, со конфликтот на Блискиот Исток, кој што никогаш и не е завршил, се погласни се анализите за ново влијание врз глобалната и регионалната економија, како нестабилноста меѓу Израел, Иран и другите актери таму влијае врз глобалните пазари и што тоа значи за една мала, отворена економија како нашата? Добро утро. Сега, ова е тешка тема и непријатна тема, ама е неизбежна тема, очигледно. И многу е јасно како влие овој конфликт. Сме гледале вакви конфликти и на истиот регион, и во минатото, и не толку одамна, и влијае негативно. Влијанието е негативно и на целата глобална економија, и на секоја поотделна економија, не на сите исто. Но на секоја економија е негативно и секоја економија треба да се снаоѓа. Секоја држава треба да си најде некој свој начин да се од тоа излезе колку може помалку оштетен. Зашто е негативно? Многу едноставно. Прво се пресекуваат транспортните коридори и тоа е еден битен дел тука кај што се води тој конфликт и за поморски и за сувоземен транспорт, така што тоа е прво нешто што ќе настрада. Второ, очигледно е дека ќе има трошоци за таа војна, а ќе има и жртви и потоа и справување со тие работи. Тоа се непотребни трошоци за тие земји, но и за цел свет. За човештвото воопшто, историски. За човештвото воопшто. И сега знаете како е, светот одамна стана глобален, така што ова ви е исто кој, например, сега во Скопје се случува нешто лошо во една општина и целиот град страда. И целиот град не можеш да го спасиш ти да не страда. Целиот град, ако е една општина. Бидејќи овој регион таму е као една општина во еден град као Скопје, кој би бил планетата. Неубава работа, меѓутоа што е една битен заклучок. Ние треба веќе да сме навикнати, ако не сме се навикнале што побрзо да прифатиме и да се навикнеме дека фактички ова е нормална состојба. Ова е редовната состојба. Криза е редовната состојба. Периоди на убав мир и развој ќе бидат исклучок, а кризата ќе биде стандард. Гледајте, кратка историја. Почна ковид, па почна проблемите Русија-Украина, па се надоврза овој конфликт и што е следно? Фактички нема 5 месеци издишување меѓу една и друга криза или конфликт и повторно имаме кризна состојба. И то многу јасно кажува што треба да прават државите и посебно на економски план. Најмногу се одразува оваа војна, кога сме тука ние во прашање, врз енергенсите, цената на нафтата и на гасот, пораст на вредноста на компаниите кои што се занимаваат, кои што се во оваа сфера, меѓутоа сето тоа е фиктивно, се случуваат големи пикови, нели, порасти и падови кога ќе престанат и кога ќе почнат конфликтите. Дали може да се случи некаква енергетска криза? Рековте криза, дали може енергетска криза не се случи како, не знам, во 70-тите години? Се сеќаваме ние помладите од повозрастните. Да, тука што сме меѓу 40-та и 50-та година од животот, дека сите вести на македонската телевизија тогаш во средината беа со Јасер Арафат и со Нетањаху или како и да беа лидерите на Израел во тоа време. Може ли да не се случи таква криза? Од таков обем криза ја не мислам дека ќе се случи. Првенствено затоа што светот денес е многу подготвен за да се справува со такви работи отколку што беше тогаш. Луѓето во светот воопшто се многу посвесни, едно, и второ затоа што денес енергетската ситуација во светот е изменета, во смисла да сега се користат и други видови на енергија. Тогаш беше зависноста од нафта и деривати од нафта, да не речам 100%. Денес не е баш така. Многу е битен енергенс нафтата, меѓутоа и други видови на енергија и добиени од други видови на извори се значителен дел, така што толкав вид на притисок не може да се случи. Може би најмногу ќе се осети кај транспортот, бидејќи енергијата од нафта е за транспорт најбитна, и за друго, но за транспорт најбитна, и тука ќе дојде до покачување на цените на сите работи, бидејќи транспортот е дел од трошоците. Да, влијае врз сите цени. Врз комплетната економија како момент. Дали ваквите геополитички тензии го засилуваат, сведоци сме на фрагментација во светската економија, нели? Дали го засилуваат долгорочниот тренд на фрагментација и какви импликации може да има за глобалниот раст, за инфлацијата, генерално земено?
го засилуваат трендот на фрагментација, тоа е целата суштина на општа поделба на општа поделба. Наместо да станува светот единствено, мислам, оние станат единствено поле, ама сега гледаме дека повторно сака да се на блокови вакви такви и тоа што е најинтересно се променува, па не е ништо трајно. Се некој нешто се додава кон некој блок, па се тргнува таму, па се размислува што да прави, да тоа се сите овие кризи и прагматизмот во водењето на политиката. Иако тука има влијание и идеологија, ама пред се и овие кризни ситуации, така што и оваа војна, као и сите претходни, не дај Боже и сите идни, влијае на тоа да светот фактички се фрагментира и се успорува и глобалниот раст на светско ниво, а со тоа и на поделните економии, ама не сите еднакво. Го поставивте прашањето што беше следно, колку овие тензии сега дополнително ја дестабилизираат довербата на оние што треба да инвестираат на капиталните текови воопшто, особено кон земји во развој, како што се уште за жал сме и ние, и земја која што е помала економија, нели? Мислам, тоа е истиот одговор, не може да биде позитивно ова влијание. Освен ако не сака некој да инвестира во оружје, па тоаш му е задоволство што ќе се троши тоа оружје. Ама тоа не е иднина на светот, тоа не е ни здраво разумско размислување. Нормалните економски текови ќе страдаат од ова. Земјите во развој уште повеќе. Ние не сме веднаш во тој регион сега на војна, меѓутоа не сме ни далеко. Не сме ни далеко од тој регион, географски гледано. И имаме, тоа е едната од причините, не може да се прелее конфликтот овде, бидејќи основата таму е сосема друга, не е кај нас таква ситуацијата, меѓутоа последици ќе се чувствуваат. Може да има и брана миграција, и бегалци така натаму, кои што може да проаѓа наваму, а второ, тоа е економскиот дел на овие цените на енергенсите. Ние сме скоро целосно увозно зависни од мислам за нафта 100%, меѓутоа уште за голем дел од енергијата и за електрична енергија така натаму увозно сме зависни и ако растат цените на енергенсите на светски пазар, тоа кај нас неминовно се префрла во истиот обем. Сега македонските компании со сето ова, особено оние кои што увезуваат суровини или кои што извезуваат кон нестабилните региони, се намали нивната конкурентност, сигурно ќе им се зголемат трошоците. Да. Во каква ситуација се тие? Неубава, неповолна. И очигледно е дека она што порано пред многу години ние него ни сметавме како нешто битно во моделот на развој на една држава, денес станува еден од првите приоритети. Значи, државата треба да води политика да постои таков модел на развој да она не само што моделот и развојот не само што е само одржлив, туку е многу отпорен, имун на вакви кризи во светот. Тоа е поврзано со она што кажав. Ова е од сега нормална ситуација. Мир и благосостојба и такви времења ќе бидат исклучок. И значи економијата мора да има таква структура да биде што повеќе имуна. Мислам, исто као човек кој гледате стално болести доаѓаат и колку имаш подобар имунолошки систем, толку подобро, полесно ги пребродуваш тие кризи. Истото се однесува за економијата. Гледајќи историски се чини дека оној период по Втората светска војна до почетокот на војните во поранешна Југославија е најдолг период на мир, особено на овие простори тука, и тешко дека ќе ни се повтори такво нешто. За жал тешко дека ќе ни се повтори, ако би имали уште еден таков период, мислам дека и Македонија ќе успее тоа да се многу повеќе разви. Ама дека ќе се повтори толкав период. Што значат сега овие тензии за енергетската безбедност на Македонија? Споменавте дека сме увозно зависни. Треба ли да се, можеме ли, имаме ли капацитет да инвестираме? Имаме ли време сега да почнеме со инвестиции во обновливи извори и во алтернативни извори? Не, видете, кога ќе дојдат вакви кризи, мерките на политиката секогаш се разликуваат од два вида, на краток рок и на долг рок. На краток рок државата све што може да направи е да ја санира или да се обиде да ја санира ситуацијата кај оние што се најпогодени. Со тоа, фактички, бидејќи овде се работи за енергенс, ќе ја помогне ситуацијата и на сите останати. А прашањата за тоа како во иднина да вакви кризи и слични бидат помалку штетни за нас е долгорочно прашање, многу долгорочно прашање. Да, решението е во обновливи извори, значи добиење енергија од обновливи извори на енергија. Меѓутоа, она што ја не сум случај по енергетска политика, меѓутоа многу ми е јасна една работа. Капацитети за складирање на таа енергија добиена од обновливи извори. Тоа е клучно. Капацитети за складирање. Ја имам и дома искуство. Кога има сонце, има струја од, мислам, брат ми ги има тие фотоволтаици, има струја колку сака. Евана не му треба. Ама кога нема што да прави. И се вика таа струја што можев да ја направам, додека грееше сонце, да можев да ја зачувам,
Можам многу долго да живеам сам од себе произведена електрична енергија. Немам каде да чувам многу. Системите за складирање се уште несовршени. Символично сонцето е мирот во овој случај, а во овој случај за нас е сонцето мирот. Добро, сега како владата на краток рок, како државата што треба да преземе да ги ублажи ефектите од евентуално зголемените трошоци на граѓаните, стопанството, субвенции, акцизи? Не субвенции. Акцизите би биле, да речем, последен намалување. Акцизите би бил последен овој решение. Мислам дека треба, али не знам како стои ситуацијата со стоковите резерви за нафта. Ако дојде до нагло покачување тук на цената, што е можно, па дури ако дојде до постепено покачување на цената, државата би требало да реагира прво со стоковите резерви. Пошто тоа, бидејќи тоа ние го имаме, како е ситуацијата внатре сега стојбата со резерви, не ја знам, нигде не е ни објавена да види човек. Меѓутоа тоа би било прво решение, второ решение би било да се влијае врз цената, а тука е акцизата. Значи намалување на акцизата као процент, односно као издаток по единица потрошно гориво, би било влијание на намалување на цената, крајната цена на потрошувачите, ама ако е тоа големо, тоа државата ќе мора да најде начин како преку други видови на приходи на буџетот да го тоа надомести. Очигледно, дај не дојдеме до таму. Најдобро. Да не дојдеме. А за да не дојдеме и на подолг рок до несакани ситуации, дали овој аларм за Македонија конечно да се ориентира на економија базирана на знаење, дигитална трансформација и технолошки развој, да се обидеме да си ги задржиме младите дома, да се обидеме да се вратиме онаму каде што бевме не толку одамна, не само за енергијата, зборуваме и за производство на храна и на останати апарати и така натаму, машини и така натаму. Па ако до сега не сме имале доволно аларми за будење, мислам дека ова е уште еден кој што треба да ни каже нема друг начин. Мислам, ако економијата не почне да стане поконкурентна, базирана на иновации, на знаење, домашни капацитети, пред се човечки капитал, нема да ја добре еднината. Нема да ја добре еднината. И тоа све зависи од реформи кои што треба да ги спроведе и нема кој друг. Ние самите овде дома. Не реков само владата. Владата е тој што води. За сите единки. Ама за секој ваш. За сите единки, бидејќи кога единката се грижи за себе, тогаш и средината во која што живее ќе биде владата треба да предводи, меѓутоа секој за себе треба да бара најдобро решение. Ајде да се надеваме дека ќе дувнат нови ветришта, Богданци 2 е пуштено во употреба, дека символично кажано да видиме што ќе ни се случува. Професоре, благодариме, прашањата беа општи, чисто колку да ја регистрираме состојбата, меѓутоа остануваме на линија за се конкретно што во текот на наредниот период ќе се случува. Благодариме. Фала уште еднаш за поканата. Благодариме што бевте со нас.